Официјална Софија нанозе пред гласањето на извештајот за напредокот на Македонија во Европскиот парламент. Известувачот Томас Вајц бил компрометиран од македонските власти и подобро било воопшто да нема извештај, смета бугарскиот пратеник Станислав Стојанов. Бугарските пратеници во Европскиот парламент бараат доколку се гласа напредокот на земјава да не се меша идентитетот и македонскиот јазик, бидејќи како што велат, такво нешто досега не се случило. Тој за жал беше компрометиран од страна на самите македонски власти, затоа што до ден денешен продолжуваат да изнесуваат документи и да коментираат предлози и поправки, кои дури не се ниту официјални, како тоа дали има сегашен предмакедонскиот идентитет и така натаму. И бугарскиот министер за надворешни работи призна дека се мобилизираат сите расположливи ресурси. Георг Георгиев вели дека бил загрижен за можно компрометирање на гласањето на извештајот. Постоењето на незаконско протекување на внатрешни парламентарни информации до трета страна за содржината на нацрт документот и нерегулирано лобирање меѓу представниците на Европскиот парламент и службениците од Скопје. Ни Македонија не попушта, инсистира и лобира во извештајот да не стои придавката сегашен пред македонскиот јазик и идентитет. Премиерот вели дека повеќе европратеници застануваат во наша одбрана и потенцира дека оваа влада, за разлика од претходната, нема да прифаќа и подпишува на невидено. Ние ќе се бориме, ќе продолжиме да се бориме. И сите оние дел од членовите во АФЕТ и дел од европратениците ни даваат огромна поддршка. За нас е доволна сатисфакција што конечно на површина излезе вистинската причина и вистинската стратегија која што доаѓа од нашиот источен сосед. А тоа е, ќе повторам, создавање на сегашна македонска нација со сегашен македонски идентитет, која што го говори својот мајчин, сегашен македонски јазик. Дека Бугарија го злоупотребува Европскиот парламент и продолжува да го негира македонскиот идентитет поради внатрешни националистички интереси, реагираше и Европската слободна алијанса, партија која ги застапува малцинствата во Европскиот парламент. Ваквата реакција доаѓа во пресрет на дебатата во Комисијата за надворешни работи при Европскиот парламент за извештајот за Македонија која беше одложена. Бугарските европратеници преку амандмани се обидуваат да интервенираат во делот каде што е признат македонскиот идентитет со зборот сегашен, продолжувајќи реториката на непризнавање на посебноста на нашиот идентитет. Гласањето во парламентарниот комитет е закажано за 24 јуни, а во пленарната сала на Европскиот парламент во Страсбург во јули.